Речиси неполни 30 години ја крстарам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум ја посетил општината Петровец. Сум бил речиси во 2/4 од вкупно 80-тината, колку што се, а ми останаа уште 5-6 селски населби. Овој пат се одлучив, така да речам, повторно да го посетам селото Катлановска Сушица. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селово. Одлуката падна, така да речам, пред 30 дена, кога бев по нови документарни записи во општина Долдени и додека чекав на желеничката станица Прилеп со плавневниот воз за Скопје, кој според возниот ред од Прилеп за Скопје тргнува во 13 часот и 35 минути, а 60 минути бев порано дојден, решив малку да поодморам, што се вели, и да се ја оладам душава со надалеку познатата прилепска лимонада, која се уште може да се најде во малското гранапче, кое се наоѓаше во непосредна близина на Прилепската желеничка станица, и додека го чекав меанџијата да ми ја донесе ладната лимонада, ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат слушнав еден, така да речам, познат глас кој ми вереше: "Почитуван господине Зоране, јас сум Горан Стојчевски, ако се сеќаваш кога се сретнавме во општината Петровец, во малото зелено пазарче на Велипеток", ми рече. "Се сеќавам, можно е, добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на манастирчето Свети Тројца, од Шкопското село Катлановска Сушица, те поканувам да ни дојдеш на гости на вториот ден на Довден на нашата слава посветена на Свети Тројца, која секоја година ја празнуваме. Од и тогаш сето село ќе биде збрано да направиш едно убава слико, онака како што ти умееш да го насликаш. "Те очекуваме да ни го потврдиш твоето доаѓање", ми рече. Не пооди долго време, поточно речено 10 дена пред Довден, го зедов телефонот и го пронајдов телефонскиот број на Горана Стојчевски, задзвонив. Воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добар ден, Горан Стојчевски ми треба, новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Горан Стојчевски, Зоране, ти ли си?" Го слушнав неговиот глас од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ќе ме израдуваш или?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека на вториот ден на Довден ќе дојдам во твоето село", му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мощно е голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да се знаеш, литургија си имаме и манастирски ручек си даваме за здравје. Многу народ ќе има", со радост одговори Горан Стојчевски. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направи. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе видим. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. Речено, сторено, што се вели, на самиот втор ден од Довденот за Скопското село Катлановска Сушица тргнав во утринските сати, народски кажано, од шкопската населба Кисела Јабука, каде што живеам, со првиот градски автобус број 22,
кој од Волково во правец на градот Скопје секое утро поаѓа во 5 часот и 10 минути и по 40 минути клацкање се симнав на последната постојка во транспортниот шкопски центар, каде што така народски да се изразам, се украсав на автобусот со број 68, кој тој секое утро во правец на Катлановска Сушица, од појдовната постојка во правец на Катлановска Сушица секое утро поаѓа во 6 часот и 23 минути и по речиси сат и кусур време клацкање низ скопските народно кажано булевари и дел по селската магистрала која започнува во непосредна близина на крстосницата кај општинската зграда на општината Петровец, стасав во селото Катлановска Сушица, каде што ме пречека Горан Стојчевски заедно со неколкуте мештани кои ги завршуваа пред празничните подготовки во манастирскиот двор, чиј патрон го носи името Црквата Свети Тројца. Добре дојде, Зоране, долго те чекаме да дојдеш и во ова наше село, а воедно и во ова македонско православно светилиште и за него да направиш една документарна репортажа. Ние тебе добро те познаваме, Зоране, од телевизија на саде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортаживе за нашиве села, многу уба редом ги редиш историографските податоци, иако не сме историчари, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веродостојни, туку да те замолиме ако може пред да ти ги дораскажеме многуте приказни, што остана недораскажени кога беше пред 10 години, за историјато на нашево село, да ни го пуштиш на телевизорон, што за нашево село Катлановска Сушица го направи да го видиме од и долго време помина, а и многумина од кои се на тоа слико одамна си се прибраа горе кај Бога, па да се подсетиме на нив. Бива ли? Не замоли ја. Бива, како не бива, им одговорив. Почитувани мои, предлагам како вобед во новиот документарен запис за селото Катлановска Сушица и манастирската слава посветена на Свети Тројца, да го проследите документарниот видеозапис за селото Катлановска Сушица, што го направив речиси пред 10 години. Добар ден! Добар ден! Јас сум Зоран од А1 телевизија. Здраво си го! Арен си ми! Добар сам. Кај му е трнавте вака двајцата? А? Кај ќоите велам, кај трнавте? Кај тргнавте? Ево па тука, Туку ја викам там да ме снимате кај куќата. Ќе те снимаме. Без гаје, без гаје. Скопје идам ја сега. Лепнал сум за куќиња од Скополе. Така. Па со автобус дојдов до тука и од овде сега нагле по со колечка не го понесе лево до гора. Да му помогну. Ја тука оставам, имам куќиња, магариња чувам тука. Тука живеам. Со кого живееш тука се окуќава? Сам. Летос кај бабата некој ще дое тука, ама сега тука сам сам. Така. Здравствени причини, срцето не ми е добро, малко пумпата не ме работи, докторите ми вика дека треба на чист воздух да седам. И затоа тука седам замести. Па фала Богу, до сега сам добар. 86 години имам направено. Так. Да, Сега си под пензија? по пензија сам ја. 30 години. Так. А иначе, од кое место си родум? Тука. Од тука сум од Сушица. Од Сушица, а? Да. Так. Ти си кој ти си од Сушица? Да. Што години имаш ти? 80. И те крепиш рапета вака? Тука сам, ја овде живеем. Аха. Земјоделат. Сега сам само на пензија и ја и баба. Так. Што поработуваш да речем вака сега во овие пензионерски денови што ги имаш? Ништа, со количето по дрва. Наберу дрва, донеси, изгори, па иди. Так. Така. Како е помина зимава ова година? Добро. Доваѓав деца, помагав тамо, вамо и чушка му го не воли. Так. Имаш нешто земјичка? Имам. Колку имаш вака од прилика? Се насе? Све насве имам 8 хектара шума, 10 хектара имам земја. Ја работи земјата сета? Не, само е 2 хектара. Така? И што имаш посејано? Имам ешмен и пченица. Како е ова година беричето вникнато, убаво е?
Добри се, още не може да знае сега како ќе биде време. Углавно е никнати са. Так. Тоа е. Рече бабичката, од кај ти е земена Тука вака? е од село. Од село, а? Од село. Кој сте- Ние сум туја. Кој сте постари, ти или таја? Иста година смо. Исто, а? 3 месеца е помала од мене. Аха, така. Да. така. А иначе една генерација смо. Што има ново друго во село вака? Нема ништо, бе, све стари луѓе. Стари луѓе, знаеш што е? Патов Смолајмо го поправи и го сотира до сега. Пате, сак све е добро, пријатели. Ама деца отидоа по град. Те ја имам 3 сина, сви се у Петровац. Јас сам сам овде. Отидоа на работа свите у Скопје. Немаше пат, немаше струја, немаше вода. Избега. Сак све има. Отидоа. Да се врати, не може да се врати. Направил куќа, фамилија, едно, друго и така. И село е мало. Беше над 400 члена. Сак смо, легам ја и рачунам. 142 члена сега сме. Само толку, а? Само толку. Ништо више. Во селово стока има нешто чува луѓето? Има. 600 овци има и 50 глави говеда. Тоа е се нас, а? Све на све, друго ништо. Тоа може да пишу детално. Така? Тој работи, што да работи друго? Рачунај кој колку фамилии има тамо, вамо. Колку имаше порано луѓе во селово, да речеме вака едно? Колку куќи имаше селово? 100 куќи. 480 члена се имали. Сако ти доа на 53 куќи. Така. Да. Имаш 10 куќи фамилиарни. Другите еден, двојца и така. Рече дека колку имаш хектари шума? 8. 8, а? Да. И рече го, сета ја чуваш? Да. Све. Па 3 сина имам, кај ќе им поделу на ним. По 2 хектара, ајде. Колку сте далеку од Скопје? 38 километра. Со што ите до таму? Со автобус. Има, Има овде доваѓа у Сушица 14 пути. така, во денот. Од 5 до 11 ноќеска. Шо пари вака ви земаат автобусот? Ефтине. 30 динара. 30, а? 30 динара карта е. Така. Од овде до Скопје. Продавници имате? Има. Како е вака снабдена? Добра е. За старите е одлична. Лепче има тој со слепче, едно, друго. За бабите е добро. Не месил. Купуваш и лепче. Да, државата колку за леп пензија. Така. Ова да ми кажеш, по колку време остануваш овдека во Кујчава? По колку ден остануваш? Јас сам тука веќе 30 години, откако зема пензија, по здравствени причини доваѓам тука 7. Пумпата не ми работи, срцето ми беше слабо проширено, знаеш ли? Да. И чист воздух ми треба и затоа тука живеам. А фамилија имам ја. 3 сина имам, 4 унука, една унука, 5, 6 поравнуци имам. Така. Ами и слушај вака едно. Овдека сега да речеме за колку време носиш леп? За колку дена? Не, за кучи. Леп се носим за 3 дена за мене, знаеш, Така. ама навече некој си одам и дома. Така. Јас сино като идем дома, па си дојам тука, знаеш. Ами да речеме за манчичка кој ти спрема? А? За манчичка да речеме кој ти спрема? Руче кој ти спрема? Јас си правам овде. Аха. Јас сам, како да ви кажам, у војска сум бил пекар, у милиција сам бил кувар, знаеш, пекар, леп сам местина, сам изучил што од детинство, без мајка сам израснал. Ја така, татко ми сам веде. Сам изучил, фала Богу, сам до сега сам живил во Ставен. Тука сам створен на нива, па насади лојзе, па куќа се направи тука, бочви за вино, за ракија, тука казан имам, штала имам за магазин. Па затоа сакам да дојдете до горе да го снимате тоа местото кај што сам Така, живеел. така. Ова да ми кажеш, земја имаш твоја? Да, И колку имаш твоја земја? па имам 7 хектара. И што ја правиш? Што правам, зајци пасе, стока, сега нема ништо. Ето таа нема го работа, лоѓа насади тука, ораси дрва, сливи насади тука, имаше спредомни, ама слушни години, браќа дојдоа, се исуши и дрвата, не стои на вака на оделе. Така. Лоѓа не може да го работам, си стои тука, знаеш, тука. Колку прачки имаш? А? Лозјето, колку прачки имаш?
500. 500, а? 800 не беа, па Смедаревката бело не здрее брго, знаеш, овде е ладно, па го извади тоа. Аха. Па сега 500 лози имам. Имам 20 дрвја ороси сам насадил на тука. Тука оде. Сливи имаше да се сушија, знаеш така. Круши имам тука около након, да не речам преко 200 дрвја. Све што сам изоктирал, све сам искалено тука. Сам работал со овие 10 прста, заместник тука. 3 сина имав, 3 куќи сам се направил во Скопје на се. Ова е за мене, знаеш. Так. Другата земја што имаше, даваш под кирија? А? Другата земја што имаше, даваш под кирија на Сарадево или не? Па види сега, овде има ниви, тие братанти на брат ми ги работат, тој брат ми беше, како да ви кажам, не ме сакаше мене, ја татко си чувам, он неќе сега татко ми зема, татко ми со мене живееше 20 години го чува, в Скопје го закопа, таме ми умре, доматинката прав, таме ми умре, знаеш, еден син ми почини у Скопје, тама ми видове. Сега имам тука деца, само да си доаѓам за тоа, знаеш, ето овде луѓе, овде што сам, фала Богу, ми помага, некој што смуве, ќе се направиме со воја вака, пријател, че ми имам. Слушај, вака едно, вика, старите на мобето нема крај, така? Да. Туку за емисија слико количкава, туркај го. Напред. Така, ајде, ојте вие двајца напред, ја ќе имам со вас така, ајде. Само здравје. Ајде, сликони крам, ајде ме Нека заедно, дава ајде ме Господ заедно, здравје. да видиме кај ти е куќарето горе, така. Ајде. Само крочум полека од... Така. Ај, така. Туриците, кај тебе, ајде да наздравиме малце. Така. Ајде, нека зано зуба. Ајде, се Добре те добро. најдов, што се вика. Да. Се ќе знае Господе када ја насвити на вас. Чулте Господ. Така. Охо. Се ли по ут? Ут. Абе, бајчки лута бе, а? Ут. Охо. Сната ката ве рачија ставала. Па свекорот ми камали снao, чека јадно да чут, она напуни го чашата и Аха. вака пела. Па му го даде на него. Да проба. Охо. Јоди, хајде ти. Ајде, нека за многу години. Нека зува за добро. Ке за добро. Доста ми е. Те Мај, абе лута многу. лута. Многу лута. Ма комова така е. Комова, така е, бога ми. Комова. Стајте како викат. Жена да ти е блага, рачија да ти е љута. Така е. А? Значи- Ама да го научиш да пие. Ако почне да пие, готово. Отиде јабана. Да, де. Така. Море случај, море да ме брат. Овај, биди ми поздравен, да ми живееш 100 години. Само да те прашам, за Свети Николе право по патот, така? Да, Така, ајде, дозволи. кажи. Само лево и десно нема да изгодите. Има пат ке ме сетне, Так, десно. Так, не иде се. Ке ме сетне Лепо пат, асфалт. лево Право не. асфалт, така. Само право. Директно Така. Добро, ајде, поздрави се, Ајде, ајде, среќа, пријатно се пријатно, најдов, така, ладно, ајде, добро. така. Па и други пат да дојде. Ќе дојдеме, нема гајле. Така, ајде, ајде, поздрав, пријатно. Се добро. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен. Небото кристално чисто, сонцето што туку беше изгреано, каде што в селото Катланонска сушица раскошно блескотеше по зраците на горно блатичкото сонце. Мештаните од селото заедно со манастирскиот одбор ги привршуваа подготвителните работи за утринската богослужба за вториот ден на Довден, чие име го носи манастирската црква Свети Троица. Почитувани мои, пред да го проследите утринското црковно празнување, предлагам да ви пренесам дел од многуте приказни што ми ги раскажаа мештаните од ова село, кои останаа недораскажани кога пред 10 години го посетив ова село, а воедно да го видите сегашниот изглед на ова село во продолжение на оваа репортажа.
селото Катлановска Сушица. Каде се наоѓа, кој му се соседи села, колку е далеко од Петровец, од Скопје? Далеко 20 км од Петровец, 40 од Скопје. Така? Соседни села Горно Конјари, Винци, Живење, Малино, Крушица, Дивле. Фаќаме дел Джидимирци, тоа Велешко Джидимирци, али тоа со селото баш не. Така, Али удараме со реонот. така. Колку мала има селово? 6-7 недека. Така, така. Колку куќи има селото и колку порано жители имало? Куќи има 60-70 куќи. Така. Стотина домаќинства се недека, 110-15 недека, пошто има многу иселени луѓе. Така? Али 110-15 домаќинства има у жители у селото. Така. Што се порано луѓето овде работеле во селово? Се се работел. Што тоа? Се земјоделие, житарици, јачмен, пченица, пченка, сончолет, памук, босна се садило, лозија, имало се работело, али сега остана се на мали површини. Така. На пазар на времето кај одевте, во кој ден одете на пазар? И што одевте? На времето сум ишол ја Куманов. Така? Со татко ми, Свети Николе, Скопје, како се пуши автобус. Прв пат селото Катлановска Сушица во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смислена зборот се спомнува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византинскиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византинскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од кралот Стефан Урош II Милути Немањич од 1321 година, во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин од 1365 година и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, сите посветени на Ѓуришкиот манастир. Школи ја имавте во селово? Имаше. До кој- Имаше школа. И се уште работи школата, ама со две деца. Така. Две дечи, Е не. сега, ово да ми кажеш. Како ти се викаше даскало ќе те научи да читаш, да пишуваш? Даскали ме сменија многу. Така? Или ја ги менјав нима, или они мене, не знам како. Така е, така да. Имаше Куманово дојде не маж и жена. Живко и не да се викаат тие. Така? Од Врање имаше еден, Љубе се викаше тој, пек Горно Конјари учеше деца, ама меѓу време, кога идат овие нашиве за Куманова, доаѓаше тој наставно држеше овде. Па имаше Тана, па имаше некои други ред, натамо не може и памтам сите. Што ти одеше вака повеќе? Македонски, математика, физичко, ликовно? Од све помалку на Од све крај помалку. ништо. Е сега вака едно. Ова да ми кажеш. Денеска колку жители има село? Историка вака. Некаде 110-115 жители. Така. На тие 60-70 домаќинства, али има куќи, викендици има тоа подновено у селото, али луѓе нема. Така. Да, има веćinom куќи останати празни. Во пишаните отомански дефтери, селото Катлановска Сушица се споменува во отоманскиот пописен тапи дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што селото се споменува под истото име со 20 на куќи, 22 домаќинства, сите рисјани, во отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1478 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, кое е било во собственост на Незир Паша, а му припаѓало на румелискиот Беглер Беглус. Ова село исто така е запишено и во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од датарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Демо Ага
во чии вакуфи живееле 30 домаќинства, сите рисјани. Во Томаскиот дефтер од 1570 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 180 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 40 акчиња, а од душур од овоше 20 акчиња. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото броело 50 рисијански домаќинства и 2 семејства мухамедански. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 550 жители, сите рисјани. Според историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 700 жители, сите рисјани. Дека селото Катланска Сушица на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Селските населби во Шковската котлина, издадена во Белград во 1979 година, за селото го забележал следното. Селото се наоѓа во Шковската котлина во областа Горна Блатија од левата страна на реката Пчиња. Оддалечено е 60 км од Скопје и 26 км од Куманово. Денешното село е поново, потекнува од почетокот на 19 век. Најпрвин било чифлик на Садик Паша, кој подоцна тој го поклонил на Ѓуришкиот манастир. Бидејќи селото било поклонето на Ѓуришкиот манастир, се до 1947 година земјиштето околу него било манастирско, кое при аграрната реформа која што се извршила во 1949 година била поделена на мештаните. Во селото најстари семејни родови се Радевци, Даневци, Заинци, Мијалевци, Ѓуревци, Костовци, Карпузовци, Шутевци, Дедопетковци, Јошевци, Спасевци, Ролевци, Пидевци и Кирковци. Во селото доселенички семејни родови се Николчевци, порано се викале Ѓаковци, доселени се од околината на Ѓаковица во Косово, Марковци и Анџинци, доселени се од селото Мирковци, Долноселци, доселени се од селото Долно Коњари, додека пак за семејните родови на Русановци и Качаровци потеклото не им е познато. Втората половина на 18 век за Катланошка Сушица е период на обновување на селото, испразнато со пустошењето на турскиот башибоздук, погубени од отоманскиот падишак, а со ферманот даден од отоманскиот падишак и пари дадени од падишакот, го обновиле селото и ја изградиле претходно разрунатата црква Свети Ѓорѓија, која се наоѓа на самиот влез на селото, која воедно во тоа време била соборен селски храм, кој храм се до балканските војни бил со голема купола. Кој му е летна слава на селово?
на селово Ѓурѓевден почиња 6. мај, Така? 24. мај Кирил Методија, еве денеска Света Тројца, 5. јуни. Ден не менја, овој ден храм, Така? датум менја, али денот не. Так. Понеделник и увек. Так. 21. јули имаме Прокопи надлез само горе, да речем на Ридот. 2. август Светиле. Тие се летни слави за овде. Имаме Света недела, духови се прави ручек на Света недела црква. Света петка имаме 8. август. 14. октомври Покровита Богородица. Тоа е погром на сите слави што биле од летото. После си поаѓа петков ден па натаму тие, али овде петков ден немаме, да речеме, село. Митро ден има кај се слави, овде кај нас нема. Кутни слави си иде Свети Ранđел, па иде Пречиста, Свети Никола. Светијата нас имаше 3 фамилии славија, нема тие луѓе овде кај, така заврши. Селото Катлановска Сушица уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1883 година во црквата Свети Ѓорѓија на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Максимилијан, кој бил по потекло селото Старо Нагоричане. Во подалечното минато, мештаните од селото Катлановска Сушица учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во претилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото не го избегнуваат војните дејствија, како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, а на ударот за слободата на македонскиот народ и за создавање на македонска држава, своите животи во Народно-ослободителната војна ги положија Трајко Стевковски, Страшо Петрушев, Стојан Крстевски и Ристо Стојановски. Традиционалниот печалбарски начин на живење не го одбегнува ниту селото Катлановска Сушица. Гурбеџиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. На гурбет првично оделе во Белград, Букурешт и Стамбул, а подосна во Америка и Австралија, а семејствата на гурбеџиите многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи допиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други одгледувале помали и поголеми стада овци. Во селото Катлановска Сушица се уште ја има старата традиционална македонска чаршијска архитектура, која се карактеризира со приземје иззидан од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат изграден од камен и плитар, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти, а негде-годе ќе наидете и на новоизградени семејни куќи, кои говорат дека селото Катлановска Сушица не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Катлановска Сушица на манастирската слава, посветена на Свети Тројца, и јас да бидам дел од оваа сенародна веселба, која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација во ова село.
Почитувани мои, дел од ова духовно празнување ќе ви пренесам во продолжение на оваа документарна репортажа. Ајде, куме, ова е кумот на денешниот собир. Може ли да ми се причиниш какво беше и дете на времето за Великден, за Божик, за Тоа е Долбе? било чудо, чудо е било. Има вујковци, ја музиканти некоја си беда. За Великден тоа е било чудо. Идат на сред село, се собираат, до ручек, после ручек, за време ручек идат луѓе по гости и после ручек си скачат на сред село. Играња било доволно. Сега нема тие работи. Великден, секој дом. Тоа е многу давно, ја како детишнека памту тоа е куќарчето со сламичка покриена. Тоа беше дрво, чацаливо, дебело колку... Кој се мочеа преграмач? Ево вако. Мајсторе, како оде работава? Мерак. Денеска еве се наоѓаме овдека во селото Сушича за славата на овдека некогашниот манастир Свети Тројца. Денеска што ќе готвиме за гостите? Графче со јагнешко. Кога ќе ги прашуваме готвачите како оде рецетата, многу ми накрија. Колку да речеме за колку гости денеска ќе се 110 гости. Так. Е сега, колку треба да речеме графче, колку треба кровиче, колку треба да речеме... Негде 5 кг 6 граф, едно јагне, 3-4 кг промит. Често пати доаѓаш за овие славите вака за здраве да готвиш? Што е тоа што те влечи да дојдеш на Дете помош. И што се вика за здраве Здравје, да. на фамилијата. Туку вака викаат старите, многу ми овој што велат, остави го готвачот домаќинот да го зготви ручекот, да не му загори што се викат, оти после овој ќе треба да се руча, така е? Нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свјати Боже, свјати крепки, свјати безсмртни, помилуј нас. Свјати Боже, свјати крепки, свјати помилуј нас. Свјати Боже, свјати крепки, смрти помилуј нас. Слава на Отци, Сина и Свети Дух и секогаш. Амин.
Sve sveta Trojice pomozi nas, Gospod, ti kaš vas, Gospod, da se kone nas, Gospod, naša mrtve uradi. Господи, помилуй, слава новости, Сина и Святого, явись я нам, благословен гради во имя Господне. Господи, явись я нам, благословен гради во имя Господне. Господи, Sreća neka, odmah muzikant ide, ajde. Što sreća neka bude. На мојот престој во селото Катлановска Сушица душе ближеше крајот. Морав да се заминам од ова село, затоа што ме чека и другите преостанати неколку села во општината Петровец и за нив да направам нова репортажа. Се заминувам од селото Катлановска Сушица, ги оставам мештаните од ова село да си го празнуваат својот празник, со едно ветување дека пак ќе дојдам во ова село, пак да се видиме со мештаните, за да Господ здравје и живот на сите нам да ни дава.